на почеток, дозволете ми да ви го честитам 23 октомври, денот на зачетокот на идејата за слободна Македонија. Но тоа не значи дека денеска нема да продолжиме да објавуваме скандали и афери за актуелната власт. Почитувани, 5 години во Скопје универзалната сала е затворена, 5 години нема никакви случувања, ама тоа не значи дека Петре Шилегов и неговиот пријател Филип Аврамчев, поставен од Шилегов за директор на универзалната сала, не виделе добра шанса за нелогични трошења во овие години. Имено, универзалната сала 5 години е затворена и пропаѓа. Нема ниедно случување, а со години, внимавајте, изнајмува, плаќа рентање на опрема за настани во вредност од над 100.000 евра. А при тоа, внимавајте, се купува и опрема за звук и светло за 6.500 евра. Во 2019 година универзалната сала на Шилегов, внимавајте, дава 52.381 евро за техничка подршка, така гласи тендерот, и наем на техничка опрема за озвучување и осветлување на настани во организација на универзалната сала. Односно, изнајмува опрема, плаќа 52.000 евра за опрема за светло и озвучување, иако нема сала, универзалната сала е затворена и нема настани. Истото се повторува и во 2021 година. Повторно, тендер за изнајмување, за техничка подршка и наем за озвучување и осветлување и се даваат 50.400 евра. Тоа е оваа година, 2021 година, сала нема, универзална е затворена, нема каде, нема што да се озвучува и да се осветлува. А при тоа, подсетувам, постои опрема, а во 2018-та и е докупена опрема за 6.500 евра. Овие договори ги добива компанија која што според познавачите е позната и блиска на Петре Шилегов, а тој треба да каже дали тоа е основот за универзалната сала да мора да изнајмува опрема, иако е затворена и нема услови, нема каде да организира настани. Секако, ова не е се. Во 2 години, 2019 и 2020 година, има 4 склучени договори на универзалната сала за маркетинг и рекламирање. Сите платени по 23.000 евра или вкупно над 92.000 евра. 92.000 евра за реклами на универзалната сала, а универзална сала е затворена и нема настани. Што е тоа што е рекламирано за настан во универзална сала, што чини 92.000 евра, платени услуги од маркетинг агенции? Значи, да повторам, нема настани, 100.000 евра се дадени за изнајмување за опрема, за звук и за светло, иако универзална сала е затворена и не работи. Нема настани, ништо не се случува, универзална сала е затворена, а мора да одговорат што е тоа што рекламирале во 2 години за 92.000 евра. Почитувани, додека Шилегов секоја година имаше нов став за универзалната сала, а неговиот кабинет уште и додаде нема да се руши, ама ќе се гради само да видиме каде, универзалната сала е непресушен извор и за луксузи. Над 18.000 евра за 3 години се дадени за резервации на авионски карти за универзална сала. Следат трошоци за хотели, ресторански услуги, рентакар, храна, пијалоци, мобилни телефони, се вкупно 65.000 евра за 3 години. 3 години со Петре Шилегов, универзална сала нема, ама има трошоци за изнајмување опрема, рекламни агенции и за луксузи. Почитувани, наместо со нова универзална сала, Скопје со Шилегов само пропаѓа и плаќа сметки за луксузи. Нема полошо од СДСМ, за Скопје нема полошо од Шилегов. Ви благодарам.